Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Македонската група во Конгресот сега брои 15. Најнови членови републиканците Тибери По и демократот Ларсон. Обединетата македонска дијаспора очекува до крајот на годината бројот на конгресмени пријатели на Македонија да достигне 20. Со овој извештај ја започнуваме емисијата. Демократскиот конгресмен Џон Ларсон од Конетикат и неговите републикански колеги Патрик Тибери од Охајо и Тед По од Тексас се тројцата нови членови на македонската група во Конгресот, која сега нарасна на 15. Заклучно со тројцата законодавци, пријателите на Македонија во представничкиот дом доаѓаат од 9 сојузни држави и една американска територија. Конгресменот Ларсон го отслужува својот 7ми мандат и важи за пријател на македонско-американската заедница во Конетикат. Тој беше еден од подписниците на писмото до председателот Барак Обама за поддршка на членството на Македонија во НАТО, објавено пред самитот во Чикаго. Конгресменот По, чиј подпис се најде на истото писмо, е член на Комисијата на представничкиот дом за надворешни работи и представува област околу Хјустон, каде според обединетата македонска дијаспора живее се побројна македонско-американска заедница. Конгресменот Тибери е 6-кратен пратеник од Охајо, домот на една од најбројните македонски иселенички заедници во САД. Објавувајќи веста за пристапувањето на тројцата конгресмени, председателот на ОМД Мето Ковоски кажа дека гласот на македонската заедница се повеќе се слуша. Со самото постоење на оваа група и со самиот збор Македонија да се употребува во групата е огромна значајност за нашата кауза. Но ние сакаме да ја растиме таа коке што повеќе и повеќе да се зголемува, за да се подлабочи односите помеѓу Америка и Македонија и мислиме дека што поголема бројка, што повеќе ќе биде јако македонското лоби во Вашингтон. Ана Доневска од дома да објаснува како минува еден ден во лобирањето во Конгресот. Ова се точките на агендата на ОМД. Признавање на уставното име, влезна Македонија во НАТО и во Европска унија, како и правата на малцинствата, на македонските малцинства во соседните држави. ОМД очекува до крајот на годината бројот на конгресмени пријатели на Македонија да достигне 20. Американската државна секретарка Хилари Клинтон смета дека е време светските сили да започнат да се подготвуваат за она што ќе се случи откако ќе падне режимот на Асад, коментирајќи од африканската турнеја за време на посетата на Јужна Африка. Најави дека на оваа тема ќе разговара на средбата со турските представници во сабота во Истанбул. Интензитетот на борбите во Алепо и пребегнувањата на вистина укажуваат на тоа колку е важно да се обединиме и да соработуваме на добар транзиционен план, кажа Клинтон. САД започнале да ја предаваат на Јужна Африка контролата врз програмата за борба против сидата, соопшти Клинтон во говор на Универзитетот во Кейптаун, во рамки на африканската турнеја. Јужна Африка има највисока стапка на инфицираност со вирусот ХИВ и САД ги ограничува фондовите против сидата за владата на Јужна Африка во времето на председателот Табо Мбеки, кој порекнуваше дека има врска меѓу ХИВ и сидата и ги отфрлаше меѓународно признатите третмани на болеста. Од 2004 САД издвоиле 3,2 милијарди долари за програмите против сидата во Јужна Африка. Ураганот Ернесто се движи од полуостровот Јукатан кон Мексиканскиот залив. Според Американскиот национален центар за урагани, тој е од најмалата категорија 1 на скалата до 5, со ветришта од 130 км на час. Ернесто, вториот ураган оваа сезона, предизвика евакуација на илјадници туристи. Метеоролозите очекуваат тој да заслабне со влегувањето во Мексиканскиот залив. Ново четврто приложение на филмот за суперагентот Борн, кого овој пат го толкува Джереми Ренер. Тој дури верува дека она што му се случува во филмот може да се случи во вистинскиот живот. Премиерата е во петок. Кој подобро може да помогне во совладувањето на буквите од најверниот човеков пријател? Според истражување на Универзитетот на Калифорнија, децата кои им читаат на кучињата напредуваат побрзо. Еве како тоа изгледа на дело. Lies.
Тейвион Скот оди во основното училиште Стантон во Вашингтон. Има проблеми со учењето на нови зборови и вели дека му помага да се концентрира кога чита на куќето Изи до него. Затоа што е мирно. Изи доаѓа во училиштето со Дениз Веласкез веќе една година. Дениз е волонтер во ПАЛ, љубовта меѓу животните и луѓето, невладина организација од главниот американски град. Не се срамите толку кога читате на куќе, за разлика од пред целото оделение или учителот. Ерик Рител, која координира програмата ПАЛ, се идентификува со децата затоа што и самиот имал проблеми со читањето на рана возраст. Чувствуваат поголема доверба читајќи на куќе, затоа што нема да им суди и да им каже погрешно го прочита зборот. Програмата дава витална подршка на децата во овој дел на Вашингтон, а на Костија. Ова е соседство со најголема стапка на сиромаштија и криминал. 75% од учениците живеат само со еден родител, најчесто мајката. А Јана Хил сега чита нормално, благодарение на кучињата. Сакам да им читам, тие се пријатни и мирни. Мелвин Хансбери совладал големи зборови и сега дури и помага на својата мајка. Имам проблеми со очите и тој ќе ми прочита кога не можам да го видам текстот. Демарис Хамилтон е учителка во програмата ПАЛ. Некои деца дома не добиваат љубов и внимание, ги чувствуваат кога ќе дојдат тука. Тоа игра голема улога. Толку голема колку безусловната љубов на верните слушатели, кучињата. Утре во Newsflash, Александрија во непосредна близина на главниот град Вашингтон плени со имиџот на старо градче. А таму веќе 6 децении една музичка група ги прави улиците распеани. Не пропуштајте утрешната емисија. Александрија Хармонайзерс. Во машкиот хор нема старосна граница. Тука пеат и оние со 19 и оние со 83 години. Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, се гледам утре.